Новинарството не е криминал. Граѓаните имаат право да добиваат точни, навремени и проверени информации. Протестираме против репресијата и притисоците од страна на специјалното јавно обвинителство врз медиумите и последниот атак со кој директно се врши прогон на ТВ Нова и нејзиниот сопственик Сеат Кочан. Со ваква порака од самна голем број на медиуми и интернет портали кои порачуваат дека притисокот врз медиумите мора да запре. Акцијата на СЈО против собственикот на ТВ Нова не е ништо друго освен обид за цензура и ограничување на слободата на говор на медиумите, кои Зоран Заев ги прогласи како главни непријатели на Социјалдемократскиот сојуз, стои во протестниот банер кај дел од медиумите. Гревот на ТВ Нова е што не е на страната на Заев. Единствениот грев на оваа телевизија е што со својата професионалност и објективност во извршувањето на новинарските обврски ги разгоре зависта и омразата во политичкиот табор, чиј што лидер го доживува како непријател секој оној кој не мисли и не делува како него, секој оној кој не се согласува со неговата велепредавничка акција, пишува и професорката Тања Каракамишева. 3 дена под одлуката на апелација делумно да ја уважи жалбата за одредениот притвор не стигнуваат реакциите од нашите колеги, останатите медиуми и гледачите. ТВ Нова ја има нашата поддршка да не поткликне и да продолжи со професионалното работење, без разлика дали некому му се допаѓа уредовачката политика или не. Ние сме на терен, онаму каде што е обичниот граѓанин, онаму каде што е вистината. На некого тоа очигледно му пречи. Граѓаните со поддршка. Овие денови постојано не запираат во Велес и ни велат да истраеме ние заедно со вас, затоа што и ние чувствуваме она што се случува кај вас. Јас само би рекла дека основно човеково право е нели слободата на изразување. Токму тоа и го правиме и не знам кој воопшто си зема за право и кој може да си земе за право да ги заќути новинарите. Тоа нити било, нити ќе биде, никогаш. Поддршката која оваа телевизија ја нуди кон телевизија Нова и она одлична соработка можете да ја видите токму и на вашите екрани. Токму овој микрофон со плочката на телевизија Нова е доказ за одличната соработка која имаме повеќе од една година. Моите колешки претходно кажаа дека телевизија Нова постави нови стандарди, го подигна нивото на известување и со тоа овозможи да се подигнат стандардите на известување воопшто во Република Македонија. Велат дека во медиумска војна или криза прво се убива вистината, па потоа полесно се стигнува до посакуваната цел. А вистината е една единствена, бидејќи нема две вистини. Кога ќе ја снема вистината, тогаш она што ќе остане на крајот на денот е мракот. Или преведено во денешно време, ден без медиум, кој ќе ја пренесе вистината, она е единствената. Со реакција и заеднички став се јави уредничкиот колегиум на ТВ Нова. Очигледно е дека на некој кој е свесен за влијанието кој што го имаат медиумите во информативен формат, му смета уредовачката политика на ТВ Нова, која пласира малку поинаква вистина од онаа која што е од интерес да се пласира од страна на центрите на моќ кои стојат за СДСМ и СЈО и имаат за цел да ја протуркаат тиранската платформа, а со тоа е да го урнисаат унитарниот карактер на Република Македонија. Во моментов ТВ Нова е пречката која што треба да биде отстранета за таквото сценарио да продолжи безпрекорно да се реализира, пишува во текстот подпишан од колегиумот. Реакција пристигна и од Сдруженијето на бошњаците во земјава, кои атакот врз Кочан го сметат како директен напад врз нивната заедница. 2 дена пред апелациониот суд, стотина граѓани, но и дел од новинарите мирно протестираа против одлуката на апелација и побараа ослободување за Сеат Кочан.